Убиството на Денис Тот, неразјаснетите околности под кои почина Јован Витанов, двојното убиство во Топанско и она на Розвелтова, убиството на браќата Идризи, се само дел кои со месеци и години чекаат расветлување. Министерот Спасовски признава дека е така, но вели не биле многу. Институциите според него требало да работат поконсолидирано се од почетокот на истрагата па до самиот крај, за да има след на настаните. Имаме секако дека нерачистени и убиства и други кривични дела. Меѓутоа, не е голем број како што самите најавувате, меѓутоа постојат такви кривични дела. Од аспект на полициското работење сакам да укажам дека многу посветено од самиот настан па се до завршувањето на сите елементи во делот на истражната постапка и одговор на сите барања кои што ќе бидат доставени од страна на јавното обвинителство, доследно се спроведуваат. За убиството на Денис Тот истрагата се уште трае, а се чекали извештаи од судска медицина. Тројцата осомничени се во притвор, велат од обвинителството, и наскоро ќе го срочеле обвинението, според извештајот од судска медицина кој ќе покаже дали по ударите Тот бил свесен или не, од што ќе зависи квалификацијата на кривичното дело. Убиството чека на расветлување од 7 април. 4 дена подоцна се појави видео од убиството пред дискотеката, а медиумите во регионот пишуваат дека постојат сомнежи дека виновниците требало да се сокријат, но видеото го смени правецот на истрагата. И министерот Спасовски даваше контрадикторни изјави за локацијата на осомничениот Анџело Ѓоргиевски. За смртта на 26-годишниот Јован Витанов, чие тело беше пронајдено на 7 јули, обвинителите и судските вештаци не можеа да се усогласат дали модринките на телото на Витанов укажуваат на насилна смрт, како што соопшти Струмичкото обвинителство, или не, а дека бавната правда не е правда, коментираше за Алфа адвокатот Давидовиќ. За жал обвинителството работи брзо само во случај кога треба клиентелистички да послуша определени политички, партиски и други насоки, додека за вакви работи е постојано во исчекување на некој работ. За адвокатот неретка беше сликата кога владата наместо истражните органи ги презема ингеренциите, а обвинителството ја врши судската работа, па од тука за делот истрагите нема завршница.